Почитувани гледачи, добре ни дојдовте во новото издание на емисијата Спортодром со Мики. Емисија за спортот, околу спортот, емисија која опфаќа се оно што се случува со кавадаречките спортисти и спортски колективи, меѓутоа не само кавадаречките, говориме за се оно што е актуелно, убаво, лошо, неубаво. Всушност, ќе ви ги презентираме сите информации до кои што успеавме да дојдеме во изминатите 5-6-7 дена. Знаете дека секојаш емисијата е почнала со нешто сензационално. Две работи денеска. Македонија ќе игра бараж за светското првенство во фудбал во Катар. Ќе играме бараж со кого? До прва ќе дознаеме. А втората работа сензационалистичка вест. Стефан Дрогришки рипна во тавче. Ракометарот на ГРК Тиквеш ја побара раката на неговата поубава половина и оваа му кажа даде. Замислете да кажеше не. Стефан, честитки, да сте ни здрави и живи. А и денеска имаме гости во студиото. Денеска ја имам таа чест да го поздравам човекот низ чии раце поминале неколку илјади спортисти, неколку стотици репрезентативци. Знам кога сум со него во друштво, никој не смее да ме чепне, вака прст не смее, со прст не смее да ме допре. Добар ден за Јане Николовски. Добар ден. Сега пред малку правевме муавет КБК Кавадарци, тоа КБК е Кикбокс клуб Кавадарци. Кикбокс клуб Кавадарци, да. Како си? Добро. Имаш трема. Морам да те опуштам малце, ќе си правиме муавет, опуштање мора да има. Кикбокс клуб Кавадарци. Ти си таму од основањето? Од основањето, да. Па до ден денеш. Точно не кажав, неколку стотици репрезентативци, неколку илјада спортисти и јадници спортисти. Од прилика. Немаш точно број? Нема. Не се од оние што се пишат, па да се фала. Нема, па клубот постои веќе 29 години. Сакаш да кажеш следната година, че правите јубилеј? Да. Че не поканите се надева? Секако. А што е во овие 30 години? Кажи, кој е најголемиот успех на клубот? Па најголемиот. Најголемиот, не знам кој да го избавам, најголемиот. Има доста успеси за овие 30 години. 30 години скоро. Европски, балкански, светски, званични првенства, купови. Сега малце да поразјасниме, ајде. Втори, трети место, балкански професионални шампион. Кикбокс клубот нема некој официјален систем на надпреварување. Вие се надпреварувате по принцип на турнири. Така, на првенство. Да. Мислам, некои лиги такви не постојат, барем кај вас. Да, има сега има. Сега има, така? Да. Се такмичиме во мора да си заработиш лесно или за балканско, за не само да победиш на едно државно е. Да појдеш на државно. Има лига, си има систем на водување, на клубови, на борци, на... Таа е од оваа година или? Па не од ова, мислам дека трета година поред. Добро, ама минативе години и пол две со корона, малце ви се поматија есапите. Ептен не се поматија. Ми кажа, сте имале фит, спремни во секој момент, 18 борци до пред корона. 18 борци, лани ова време имаше да ги пуштиме утре и да се... Да се борат. Значи правам ове за спремни, не за почетници, туку за спремни. Малку со короната се изместија работите. Кажи ми вака, твој најголем успех, додека беше она активен учесник што се вика? Ти како Јане Николовски, што е најголемото нешто што си го постигнал? Па имам јас државни првенства, имам
Светско-Полска, трето место. Имам най-голем успех, мой най-голем успех лично е што успяваме да го формираме клубот и да ги тргаме децата од сегашните проблеми, ги знаеме сите кои се алкохоли, дрога и ред други работи, ги тргаме децата од улица и јас тоа го сметам за мој најголем успех. Човекот треба да го пуштим у политика, гледате ли колку политички го одговара. Јане Николовски, кикбоксер, сопругата екс-кошаркарка, едниот син исто кикбоксер, само нешто фаќа кривини сега у задње време. Добре, те насмеав. Другиот син по школото. По школото, фризер. Се уште аматерски, така, али голем мерак му е тоа и... Добро. Како се споја кикбоксот и кошарката женска? Па случајно. Случајно. Пази, Снешка ќе го гледала. Да. Пази што ќе кажеш. Па да не кажем. Инако Снежа Николовска, сопругата на Јане, ја порадеше капитан на женска кошаркарски клуб Тиквеш Флорида, кој беа таму уште. Да. Не знам, Тиквеш Флорида, не, меѓутоа, знам, Тиквеш беше. Сите ја паметат по нејзината плеймейкерска улога и јас викам снајперскиот шут од дистанца. Јане, сега во моментот колку дечки работат во клубот? Сега во моментот како тренери или како... Дечки што работат, мислам со кои што работите вие? Сега моментално имаме 15, моментално. Да ги наречем почетници. Со почетници, да, со најава да расте тој број. Некако пак проблем, короната, идат, не идат, правиме екипа, не правиме екипа. А во клубот, како тренер, колку... Како тренер сум јас и Филип Ризов, и такмичар и тренер. Филип Ризов ти донесе и тебе, како тренер негов, меѓутоа и на македонската нација, на кавадаречките боречки вештини им донесе баш пријатни моменти во годинава што помина. Што направи тоа Филип, да ги подсетиме гледачеве? Ова година моравме да играме на таа карта, пак ќе спомнам ради короната. Со еден такмичар сегде се појавиме, успеавме да ги фатиме сите такмичиња ова година. Балканско првенство за жал. Второ место, финале се бореше со Мемедовски, истакнат репрезентативец на Србија и светски шампион и професионален борец и штета што нема борбата да пуштам. Мислам дека можеше и да победи на поени, ама тоа е тоа. Името си го направи своето. Второ место на Балканско, светски куп, трето место, светско првенство званично во Италија. За жал изгуби од турчинот. Моја зеде првата борба исто, неискуството за вакви такмичења си го направи своето, али за брзо време ви гарантирам кавадарци ќе има и светски шампион. Да му конкурираме на комшиите од Неготин. Да. Димитар Ѓорѓиев, знам дека ти е близок пријател, соработник. Работи со него или? Да. Синоќа беме на телефон. Не, он сега си работи, си има негов клуб у Скопје си. Ама знае често пати да се јави да рече Јане се слушаме се. Па јас си има случајно. Сугестија некоја да дадеш? Имам, кажа, но Диме, ти треба да почнеш да ми даваш мене сугестии. 4 пати светски шампион е многу голема работа. Ептен голем, многу голем, особено фактот што јас колку што знам на 2 години се одржам, така? Значи 10 години наназад Диме... Константно дај добар, константно успешно работи и со неговиот клуб у Скопје, Адора. Филип Ризов ќе го направи нешто тако? Па, мислам дека да. На добар пат. Во блиска или далечни иднина? Па во блиска. Во блиска. А има ли помлади од Филип? Има. Исто талентирани? Има. Сега,
знам дека не правите разлика машки женски, меѓутоа имаме ли девојчиња што го практикуваат спортот? Има, Односно кикбокс? сега моментално пак нема, пак ќе спомнам ради короната, имавме и екипа женска. Сега пак се отворени вратите на клубот, нели, за членство, има најави. Кај работи клубот? На градски базен. Значи тоа Во е... просториите на Питбул теретаната. Ете така, теретаната Под градски под базен, градски да. базен. 15 на 20 сепак е солидно, зборувам за почетници. Како тие почетници ќе се надградуваат? Еве ти спомна неискуство, значи учествувате на турнири или ова што ми го спомна Треба натпревари турнири, треба, меѓу клубови? Да, меѓу клубови бевме некња во Прилеп со боксерски клуб, имаме закажано исто спаринзи во Скопје и така на... Ali во секој случај треба турнири, треба званични турнири да се оди редовно, зако сака да се напредува. Кажи ми вака, кикбокс, барем кај тебе во клубот, исклучиво кикбокс. Кикбокс, да. Ништо друго споредно. Ништо друго. Джиу-джитсу, Кикбокс таквите и работи. сите дисциплини што се на Кои кикбокс. дисциплини се во кикбоксот? Кои дисциплини имаш кик лайт, лоу кик, поинт файт, талански бокс. Овие К1, К1, К2. Меѓутоа ми кажа, практикувате К1, меѓутоа не го практикувате оној партерскиот дел. Да, долу не, тоа е ММА. Тоа веќе е во границата на ММА, така? Да. Добро. Што прави Јане Николовски во слободно време? Прво имаше слободно време. Слободно време и кога имам него, си барам стално задача, не сум учен јас да имам слободно време. Колку кафења дневно пиеш? 3, Само? 4. Добро, като душа може до 10 да долу. Тука сме некаде исти, да кажем, ајде. Седиш, си се фатели вака дома, знам порано дека многу играш игрици на телефон, ајде да те откажам. Играш уште или? Па слабо. Нема време сега за тоа. Слабо и време нема и некако, не знам, губење на време се. А порано не беше губење на време. Па, Порано му се лутаме ние на децата, ние возрастните играме, а му се лутаме на децата зашто се седнати на компјутер. Треба да му даеме пример. Сакам да те прашам, дома вака знаеш да прилегнеш, да изгледаш некој филмче, да изгледаш некој па слабо спортски гледам надпревар. Надпревари гледам спортски, слабо филмови. И сега кој спортови други ги гледаш освен Па кикбокс? се гледам. Се? Се гледам, да. И билијардно? Сите и билјард. Пикадо? Да. Мора. Одеш и на спортските настани кои што се случуваат во градот. Одам. Не често, ама одам. И на кој, например? Фудбал? Фудбал, на кошарка, Ракомет? ракомет, да. Ракомет тука некаде ви е најблиску на вас, кикбоксерите. Таму знае да летне и некој на ваш. Подсвр спорт, да. Јас ќе го искористам Јане додека е тука, да го најавам она што допрва можеме да го очекуваме наредниот викенд. 14 коло прва македонска фудбалска лига парови. Струга Работнички, Борец Ренова, Шкендија Брегалница, Скопје Македонија, Шкупи Пелистер. Нашиот тиквеш гостува на Академија Пандев 21 ноември 13 часот. Го пратиш ли тиквеш? Да. Сите нешто у задње време збораат, говорат, чаршински муабети што викаме ние, оговарања, љубомори, зошто овој да успее, зошто јас да не бидам, зошто овој да биде и таквите работи. Такво нешто кај вас у кикбоксот во вашиот клуб нема. Нема. На кој ќе се љубомориш? Само на себе. Сам на себе, да. Меѓутоа, По принцип и основа, мислам, тука е, не е само кикбокс. Јас и дечките ги учам и на прав пат да бидат. Не е само, нели, дрога, алкохол и тоа, не, и окей. И понашање и сето тоа е. Јас викам по принцип, секој нек си ја брка неговата работа и у мој присуство не давам да се оговара. Чисто ка пример му давам. морам да те прашам, дали ти се има десено некои од твоите ученици да ти кажат дека надвор од тренинзите и надпреварите ја злоупотребил вештината
во што знам, правење чалан, мангуп, ова, она, со друштво, со пријатели. Имам случаи, да. И како постапуваш во таа ситуација ти? Па, една опомена, две се знае, нема тренинзи, нема ни пред се... Го исклучуваш од клубот? Да, дефинитивно. Нели, сите сме луѓе, сите знаеме да направиме грешки, ама ако таа грешка еднаш, два, три пати виќе... Не те прашав. Јас не си имал случајно порано, извини, пример да кажам, сега не е битно кој шо и како, еднаш, два пати, три пати, абе зошто го взимаш у клубот, најпроблематичен у кавадарци, проблеми, знаеш вама. Полиција ми има идеално дома. Значи, знаеш за кој. Јас ви гарантирам дека за 2 месеца ќе биде најмеренат. И тоа се деси. Едно ден денеска човекот е најмерен, градиме само доверба, градиме некој кај што не мора да се докажуваш ти надвор или се знае кај треба. На рингот тука. Не те прашав, имаш и скршено нога, рака, ти? Па ногата на 3 места, десна, раката, тоа во борби или? Зави. Еднаш се, значи, сет сум се кршен. Чекай да те прашам. Не. Па у борба немам ништо скршено, освен аркада и... Ама носот немам. А заби? Еднаш се пофалив, заби да. Еднаш се пофалив дека немам на главата белик и утре ден тоа одмеа. Се познава сега, баш убаво ти што е белегот, како бележи. И јас имам исто, нели, што бев многу мирен кога си бев малечок. Добре, втора лига, ајде ги спомним и нив. Втора лига Исток, Локомотива Саса, фудбал, правиме мовет, измеѓу кикбоксот. Локомотива Саса во Градско, Детонит Китго, победа Кожув, Осокова Слога и Беласца Братство. 11 коло, 20 ноември, 13 часот. Локомотива во Градско ја чека Саса. Дербито го играат Победа и Кожув. Втора лига Запад, дербито го играат Вардар и Силекс, има уште едно дерби, тоа е Кораби и Воска. Гости Врвелешто, Тетекс Беса и Охрид Кадино, исто 20 ноември, 13 часот. Сега, машка ракометна Суперлига, оној најблискиот спорт на Јане, 11 коло, 21 ноември, значи наредниот викенд, Тиквеш го пречекува Радовиш. Струга Вардар, Еврофарм Пелистер 2 Охрид, Прилеп Еврофарм Пелистер, Пролет Бутел и Металург Скопје. Тиквеш има убава можност повторно да тргне нагоре на табелата, бидејќи го чека Радовиш. Радовиш моментално само 3 бода, Тиквеш има 15. Кога сме кај ракометот, морам да го спомнам фактот. Само да видам каде ми е забележано, токму така. Значи, куп надпреварите се игра изминатиот период. Ракометарите на ГРК Тиквеш гостуваа во Велес, кај Борец, славеа победа 35-26. Значи, обезбедија пласман за понатамошните надпревари, сега ќе бидат поделени нели по групи, само победниците од групите одат на Final Four надпреварување. И кога сме кај ракометот, еве ракомет жени, 8 коло, Деспина Чаев 25-25, Кузма Вардар Гевгелија 24-30, Пелистер Куманово 22-29 и шампион Феникс 37-32, Куманово 27 бода, Чаев 24. Во групата Б, Металург и Вардар играат во среда, Ѓорче Стружанка 37-23, Овче Поле Спартак 27-23, а Стибој Слободен, Вардар и Металург водат. Прва лига мажи, 9 коло, ќе се игра на 21 ноември, наредниот викенд. Вардар во Неготино го чека работнички. Останатите парови се Младо Шампион, Драчево Преспа и Борец Јехона. Во групата Б, Алкалоид по дербито со Голден Арт, уште едно дерби со Јуниор Кисела Вода овој пат. Јуниор Кисела Вода Алкалоид, Металург Текстилец, Ѓорче Кичево, Астрајан Аеродром и Голден Арт Куманово. Алкалоид и Голден Арт имаат по 22 бода, Јуниор Кисела Вода има 21 бод. Не те прашав, Снежка беше кошаркарка,
активна. Меѓутоа, дали сега продолжи онака заради фамилијата да следи женска кошарка? Да, следи. Следи не само женска кошарка, мене ме срам моабет да правам со нея за фудбала, за било шо. Па изгледа она помалку кафе пие. Помалку, скорич. Скорич. Па се знае, да. Нема еден ден прекину у тренинг, ден денес. Не те прашав дали дечките твои никош не се настојувал да бидат ваков или таков спортист, ова или она, едноставно ги пушта сами да... Секој по свој избор, да. Но оно што го кажа пред малце, секој да се гледа неговата работа. Онаму кај што ќе се најде. Имат поддршка што и да одлучат од моја страна. Јас ги мотивирам да сами одлучат што сакат и кај сакат и они беа и на фудбал, и на кошарка, и на тренинзи. Филип тренира кикбокс доста време. И малиот кај мене, поголемиот, и он тренираше 3-4 години. Али без обврска да мора да биде кикбоксер. Добро, Филип беше и се уште е и во добра кондиција, и активен, а можам да кажам со една добра доза на тренинзи, квалитетни и редовни, може да биде меѓу најдобрите попси. Може, има капацитет, ама пак е негов избор. Дали ќе се одбере кикбокс или не, те карат ли некојаш еве дечките да речем, тато, кај ти сега, чојш вама или чојш нама, или ќе спремаш ва, ќе спремаш тоа? Или и на некој начин тие ти враќаат со морална поддршка? Нека нас се знае, мислам, ние сме спортска фамилија и тоа е дел од нашата фамилија. И сега сеите дома гледате фудбал, кој за кој навива? А тука има контрење. Вие се за Барселона, вие за Реал, трете за Манчестер, и кога ќе влезе мама за кој ќе каже, тоа важи. Не, 2 на 2 сме стално. Едниот мене ме поддржа, другиот ме ехал. Добро. Не знам дали гледаш Македонија вчера? Да. Значи, победивме 3-1, меѓутоа многумина луѓе не сватија што е финтата со баражот. Значи, има нови правила. 10 квалификацијски групи имаше во Европа. Првите во 10 групи одат директно на светско. Има уште 3 слободни места. За тие 3 слободни места ќе се борат 10 второпласирани и двете екипи што ќе победат, односно ќе обезбедат пласман во баражот преку Лига на нации. Сега, тие 12 светкупно, значи, ќе бидат поделени во 3 групи по 4 репрезентации. И ќе се играат полуфинале и финале. Односно, со жреб ќе се одлучи кој со кого. Меѓутоа, многу е битно тоа што екипите ќе бидат поделени на носители и неносители. Значи, Македонија може да биде во групата на носители, бидејќи кога ќе се прават мини табелите, се гледа само надпреварот што го одиграле, например, Македонија, исклучиво со Германија, Романија и Ерменија. Значи, првиот, третиот и четвртиот по групата. Затоа што имаше групи кои што имаа по 6 екипи, имаше групи кои што беа по 5. И сега, за да се избегне тоа, ФИФА одлучила вака. Исклучило меѓусебните дуели со првиот, третиот и четвртиот. Со германците победивме таму. Со романците победивме, не знам, ми се чини дома имаме победа. Со ерменците дома немесено таму славевме 5-0. Значи има Македонија теоретски шанси да биде во група на носители. Многу е битно тоа, ако бидете во група на носители, би се паѓа многу полесен противник, ако можеме да кажеме дека во овие 12 селекции има лесни противници. Значи, 12 екипи ги делат во 3 групи по 4, со жребка се одлучува кој со кого, надпревар еден се игра полуфинале и се игра на теренот на носителот на групата. Тоа е оно што е битно. И тука ФИФА повторно воведе уште едно правило, вика вака: од тие две екипи што ќе играат во една група, со жребка се одлучува кој пар ќе биде домаќин на финалето. Значи, на пример, карикирам, Македонија и се падне Русија,
и вика Македонија и Русија. Ако кој победи, или Македонија или Русија, финалето ќе се игра таму. Значи можно да се игра во Русија, можно да се игра во Македонија, зависи која селекција ќе победи. Само најдобрите 3 од трите групи обезбедуваат пласман на светското првенство во Катар. И сега да ти кажам, група А, Србија е прва 20 бодови, Португалија може да ни се падне. Во групата Б, Шпанија е прва, Шведска може да ни се падне. Во групата С или В, како сакате, Италија и Швајцарија имаат по 15 бода. Денес и утре се играат завршните средби. Швајцарија играат дома со Бугарија, а Италија и гостува на Северна Ирска. Замислете Италија да ни се падне. Во групата следна, Франција веќе ги загуби по оние А, Б, В, Г. Франција е прва со 15 бодови. Финска и Украина ќе се борат до крај. Украина гостува на Босна, Финска дома игра со Франција. Народна група Белгија има 19 бодови, е сигурно прва. За второто место рамноправно конкурираат Велс и Чешка. Велс ја пречекува Белгија, Чешка игра со Естонија. Данска има 27 бода, Шкотска има 20, меѓусебен дуел во следно коло. Англија има 23, Полска 20, Полска игра со Унгарија, Англија нагости кај Сан Марино и во последната група Германија и Македонија. Македонија како второ пласирана си обезбеди пласман. Што не кажав? Ај подсетим. Се кажа. Овие младиве генерации, не кажав кошарка. Брзо ще ти мене. Значи кошарка 88-78 Евроникел Феникс. 5 порази во серија, конечно победа за квадаречката кошарка. Втора победа. Дали гледаш ти Николовски машка кошарка? Да. Сега често пати знам да ги прашам моите соговорници, ги гледаш овие повозрастните категории или знаеш да ги погледнеш и овие помлади? Па знам и помладите, таму секој миниме на салта и кога има. Утакмица? Да. Че си приседнеш малце да одмориш. Да одморам и ме интересира. Ангели Мзата и Мзата 2 Пелистер играат утре. Куманово Кожув 85-89, Работнички ФНП 177, Гостивар ТФТ 89-75. Тргнаа работите, Евроникел на 9-то место со 9 бодови, барем сега за сега. Пред нас се Кожув со 10, Феникс со 10, ФНП и МЗТ со 11, Работнички ТФТ, Гостивар и Пелистер со по 12. Во следното коло повторно дома Евроникел со Куманово. Джексон Дубински се врати, Пеđa Самарджиски полека ја залекува повредата, Горан Самарджиев не можеше да го води тимот, позитивен е на ковид, меѓутоа неговите кошаркари му ја посветија победата. Атанас Манев одлично го водеше тимот на Феникс. Материјал кој што го добивме, јас мислам уште во првата четвртина 30-15, иако во еден момент ни се доближија на -6, меѓутоа не дозволивме никакво изненадување. Одличен настап на Обрат Томич и на Джекич, кој што едноставно го затворија рекетот. Дабл учинок по 13 скока и Томич и Джекич. Томич даде 23 коша, Джекич 10. Дубински одлично ја организираше играта, така да ја не знам што друго да ви кажам. Женска кошарка немаше заради настап на репрезентацијата на Македонија во женска кошарка. Што друго да ви кажам? Да ви кажам дека младинците на Евроникел и М18 и М16 забележаат победи. Меѓутоа, за одбележување, слушни на сега ти ова. Кошаркарски клуб Трокал, жени, девојчиња. Значи, 3 се родени 2004, 3 се 2005, другите се 2006. Или 2003, 2004, другите се 2005. Знам дека се убедливо најмладата екипа во лигата. Прва лига жени, група Б. 4 победи на 4 надпревари. 100% ефект за сега. Со тоа што се најмлади, имаат право да пријават и М18. Буквално истиот состав игра. И во М18 и во сениорска конкуренција. Првиот надпревар во М18 Трокал го доби 101-13 против Пробаскет Кавадарци.
А вториот надпревар, кој што се одигра викендов, исклучителна важност, му даде многу голема важност, 51-59 победи Трокал, го победи шампионот Бадел, го победи Бадел на негов терен и што е најважно, Бадел во изминатите 4 години нема ни еден пораз. Ова му е прв пораз. И тоа од нашите девојчиња. Некои нови клинки, што би рекол Ѓоле Балашевич. Секоја чест девојчиња 6 од 6. Јане, на нивна возраст. Браво. 6 од 6. Ете каде е квалитетот. Девојчињата треба да бидат пример за момчињата, дека има време и да излезеш малце со друштво, ама велам малце. Значи она спортски умерено, а не да кисеш по паркови, школи, што знам, кафулиња, кафичи, кафани, ресторани, села, викендици, езера, викендици и така натаму и така натаму. Ја мислам дека тука се кажав. Кажав кошака мажи, кажав ракомет, кажав фудбал, се кажав. Значи може да се види. Може. Може. Вај чека, Јане, не те прашав, имаш еден порок кој што не му личи на спортистите и јас го имам истиот порок, цигарите. Како да ги откажем? Ги фрлаш и ги откажеш. Ги фрлам, ама никако да ги фрлам. Се посепача Јас ги откажав еднаш за инат за едно пиво облак, дека можам 6 месеца не запали. За едно пиво се продаде. Да му докажам на еден друг. И јас така докажувам. Денес ќе да палам Морам само да 2 кажам цигари, за 3 крај, цигари. уште Кажи. нешто. Обавезно. Да спортистите малку повеќе помош. Малку повеќе помош. Сега тој истиот Филип Ризов работи на смени, иде на тренинг и оде на такмичење на светски. Има капацитет. Го земам како пример. Има доста. Има доста, треба да му се овозможи да одат и да има некоја си екзистенција умеѓу време додека тоа го прави. Не го прави само за него или за мене, или тоа е добро. Овие ваучери ви следуваат ли на вас кикбоксерите? Не следуваат ваучерите малко е. Не стига за едно првенство. Добивате нешто од градот? Кај добиваме, да. Ова намерно го спомнувам бидејќи предстои период во кој што треба да се поднесе нели она завршна сметка кој кај ги потрошил парите во локална самоуправа, во Сојуз на спортови, треба да се поднесат и документи со план и програма за наредниот период. Меѓутоа постојано го велам и јас истото што го кажа ти, значи потребно е бизнис секторот да се вклучи во помошта на овие млади талентирани спортисти. Значи кога ќе дое време Филип Ризов доде на едно големо надпреварување, токму тој бизнис сектор да вложи, да му обезбеди што знам, минерали, витамини, редовни тренизи и такви бити работи, па ако ништо друго да го пратат негде 7 дена на одмор што се вика да се релаксира и покрај езеро негде да се тренира. Па да, имаше припреми Власотинце заедно со српската репрезентација, не можеме да отидеме таму, мораш да чуваме пари за на светска. А никој не се најде паметен да рече, еве ние ќе го покриеме тоа. Абе знаеш, некако се има, ама не можам јас цело време и срам ме фаќа. Ало Мики, дај бе па 200 евра, ало Мики, знаеш, треба тоа да се регулира малку поинака. Ја нема да кажам ништо после ово што го кажа Јане, се надевам добро слушнавте и се надевам има кавадарци, има спортисти, не само кикбокс. Па еве, намерно ги спомнал, девојчињата. Две репрезентативки ни беа на европско првенство и стана европски прваци со нивната кадетска репрезентација. Момчињата има страшно добри талентирани кошаркари кои што лека полека тропаат на вратата и на првиот тим. Ракометарите нешто манца ни стагнираат, меѓутоа има и таму одлични спортисти, млади талентирани, да не зборам за другите спортови. И сега срамота е, а имаме бизнес сектор квалитетен, значи фирми големи, не зборам за мали, значи зборувам за големи фирми, за кои што срамота ако му рече дај помогнете со 200 евра да рече еве 2000. Меѓутоа таков ни е менталитетот. Ти тоа најдобро го знаеш со на фактот што 30 години го работиш ова и 30 години знаеш и у джепот да си бркниш за да обезбедиш да се патува негде на надпревар, на првенство или што ја знам.
Не те прашав за крај. Работиш само исклучиво со дечки од Кавадарци или имаш и од околината? Од Кавадарци. Исклучиво. Кавадарци. Што правиме со, да речеме, росоманци, ако сакат? Нема проблем. Од градско, што знам, од Неготино. Значи сите се добро дојдени, нема. Кикбокс клуб Кавадарци, ќе го најдете на градскиот базен, знаете каде, во просториите на теретаната Питбул. Питбул. Јане Николовски сигурно ќе биде таму. Ако не е Јане, Филип Ризов, не му го кажувам прекарот, да не ми се налуте. А инаку го знаат. Тамо е заштитен знак. Заштитен знак, знам како е. Јане Николовски, благодарам што ми беше гостин. Тука некаде ќе се поздравиме и со тебе и со гледачите. За гледачите уште едно само да најавам. Наредниот викенд фудбал Тиквеш игра на гости во Струмица кај Академија Пандев. Кошаркарите играат дома со Куманово. Кошаркарките на Трокал му гостуваат, ми се чини, на Куманово, а на Пробаскет треба да му гостуваат на Работнички. Раковет има, дома играме со Радовиш. И толку. Да сте ми здрави, живи, среќни и весели, и за крај уште едно специјално изненадување. Погледнете го прилогот кој што го направивме вчера на 5-то јубилејно издание на меморијалот Ордан Тотов. Што е, како е, нема да ви говорам, реков, погледнете го прилогот за крај, па се гледаме за 7 дена. Почитувани членови на семејството на нашиот прерано починат колега и пријател Орданчо Тотов, почитувани роднини, пријатели, спортисти и спортски работници. Ова е веќе 6-та година од кога во чест на нашиот прерано починат колега, пријател, другар и роднина го одржуваме меморијалниот кошаркарски турнир Орданчо Тотов, еден од најзначајните кошаркари на кошаркарскиот клуб Тиквеш од Кавадарци. Данчо, како што ние неговите колеги и неговите блиски другари вообичаено го викавме, е роден во Кавадарци во 1953 година, во повеќечено семејство. Тој беше најмладиот од тројцата браќа и една сестра, од кој неговиот најстар Глигор брат беше познат фудбалер на фудбалскиот клуб Тиквеш од Кавадарци. Ние децата од Црквинското мало ја имавме таа среќа поради условите што ги пружаше близината на гимназијата. Да можеме да играме баскет и токму од тука потекна и првите кошаркари на КК Тиквеш, Орданчо Тотов, браќата Киро и Миле Спанџови, Пане Еленов, Диме Чукарков, Диме Алексов, Зоран Мукаетов, Митко Каровски, Петре и Ристо Камчеви и други. Орданчо, како и сите ние од првата генерација на Тиквеш, гледано од денешен аспект, започнавме доста касно да играме организирано кошарка. Под водството на тренерот Клинчаров, тоа се случи во средината на 1969 година, а бевме неизмерно среќни кога во јаnuари 1970 година во Домот на културата сите ние играчите и членовите на управата присуствувавме на формирањето на кошаркарскиот клуб Тиквеш. Беа одиграни неколку турнири, а успеавме во вториот обид да влеземе и во Македонската кошаркарска лига. Орданчо, иако слаб по конституција, беше пресреќен кога во првата надпрварувачка сезона играше рамо до рамо со Александар Књазев, од кого и самиот отворено кажуваше дека научил многу за кошарката. Добро се сеќавам кога надпреварот со Вардар во Скопје го добивме во последните секунди благодарение на неговите успешно изведени 2 слободни фрлања. Првата сезона во Македонската кошаркарска лига, засилени со Књазев и Кировски, го зазедовме одличното 4-то место. Таа година бевме пријатно изненадени кога на покана на Кошаркарскиот сојуз на Полска бевме поканети да гостуваме во градот Згоржалец и со тоа и со КК Туров одигравме неколку пријателски средби. Ова беше можност за многу од нас за прв пат да отидеме во странство. Тоа беше во август 1971 година. Пољаците ни го вратија гостувањето и дојдоа во Кавадарци во септември истата година. На првиот надпревар победи Тиквеш со 82-66, а на овој надпревар Орданчо Тотов постигна 15 коша, а на вториот победи Туров со 2 коша разлика, а Тотов на таа утакмица постигна 17 коша.
Данчо беше капитен на екипата која во 1984 година го освои првото место во Македонската кошаркарска лига, но за жал, поради реорганизација на лигата, Тиквеш не влезе во втората сојузна лига. Играше долго за кошаркарскиот клуб Тиквеш од 1970 до 1986 година, скоро 16 години. По оставката на тренерот Камче во 1986 година, Данчо беше назначен за тренер на КК Тиквеш и на таа функција остана до 1989 година, кога и целосно се прости од кошарката и се посвети на својот бизнис, предпријатие за продржба на препарати за заштита на земјоделските култури Агротомил. Меѓутоа, никогаш не се откажа ниту од кошарката, ниту пак од спортот. Воопшто, за својата душа играше баскет, а често можеше да се види и на тениските терени на гимназијата, а покасно играше и фудбал. Че остане запаметен како голем спортист кој никогаш во својата богата спортска кариера не направи некаков инцидент или било што кое ќе ја памети неговата спортска кариера. Орданчо Тотов ќе остане запаметен кај сите нас, неговите другари, кои ги имаше во повеќе генерации, бидејќи долги години играше активно кошарка како вистински спортист, кој беше и гордост за кошаркарскиот клуб Тиквеш и воопшто за кошарката во Кавадарци. Ете, токму затоа и овој меморијален кошаркарски турнир, кој ќе не потсетува на овој голем спортист кој ја афирмираше кошарката и воопшто спортот во Кавадарци. Нека му е вечна славата.